Во собранието започна комисиската расправа за измените на Законот за високото образование, кои меѓу другото предвидуваат повисоки стандарди во високообразовниот систем, нов модел на финансирање на универзитетите и поструги критериуми за избор на наставниот кадар. Заменик министерот за образование Дритон Сулејмани го образложи предлог решението, кое треба да обезбеди и нов систем за обезбедување квалитет со поструги правила за акредитација и периодична евалуација на високообразовните установи, како и поголема отчетност во трошењето на јавните средства. Предлог пакетот за високото образование е дел од стратегијата за 2026-2032 година, едно од основните цели со кој ќе се потрудиме да го реформираме високото образование за да се постигне тој многу значаен дел за образовната стратегија. Јас сум убеден дека сите ние кои сме тука во оваа сала, сите вие како протејници, целите ви се многу добри за да се подобри што подобро високиот образовен систем. Уште на стартот предлог законот најде на критики од опозицијата, која тврди дека наместо суштински реформи, предложените решенија отвораат нови проблеми и бара нивно повлекување или значителни измени преку амандманска расправа. Според предложеното решение, доцентите, односно научните соработници, нема да може да членуваат во комисиите за одбрана на магистарските трудови. Навистина не можам да најдам ниту едно стручно оправдување за ваквото ограничување. Овие лица се избрани во наставно-научно, односно научно звање по строги и законски пропишани постапки. Тогаш по која логика истата таа држава им оневозможува да бидат членови на комисија за одбрана на магистарски труд? Вистинското прашање е дали и пред нас ние имаме еден закон кој обезбедува универзитетска автономија и европски стандарди. Со сигурност одговорот по анализите на овој текст е не. Затоа овој предлог закон не треба да се донесе, нема да се повлече, но ќе треба да се преформулира со присуството на универзитетите, со присуство на експертите. Предлог законот веќе предизвика и реакции во академската јавност. Дел од професорите ги поддржуваат повисоките стандарди, но предупредуваат дека критериумите за избор во звања би можеле да бидат тешко остварливи за одредени научни области. Забелешки има и за новиот модел на финансирање, односно дека би можел да ги стави во понеповолна положба по малите факултети.